Добар ден, почитувани. Вие ја следите на новата Телма амбуланта. Рак на дојка. Доволно е да се слушнат овие зборови да предизвикаат вознемирување кај многу жени. Тоа е природно, бидејќи речиси сите познаваме некој што ја има болеста. Ана Дорник е инфлуенсерка и мотивацијски говорник од Србија. Дијагнозата го променила од корен животот. Што научила од борбата со болеста, од која излегла како победник и зошто за себе вели дека е хероина на својот живот, ќе раскаже во денешната Телма амбуланта. Ако се открие ракот на дојка на време, болеста може успешно да се стави под контрола. Што опфаќа програмата за скрининг на ракот на дојка и на која возраст жените треба да започнат со контролни прегледи, ќе ни појасни магистар доктор Светлана Темелковска, радиолог. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Останете на Телма. Што опфаќа програмата за скрининг на рак на дојка? Ќе запрашаме магистар доктор Светлана Темелковска, радиолог, председателка на Националната комисија за рана детекција на рак на дојка, советодавно тело на Министерството за здравство. Добре ни дојдовте, докторке, во студиото на Телма и добар ден. Благодарам на поканата. Скринингот на ракот на дојка спасува животи. Сега, дали овој скрининг спаѓа во превенција или пак само рано ја детектира болест? Каде помага? Зборот превенција во рак на дојка може да го користиме само како примерна и секундарна превенција. Нема нешто што може жената да направи да не добие рак на дојка, но тоа што мора државата да прави и ние како здравствени работници е да ги организираме тие национални програми каде што во рана фаза ќе го најдеме ракот на дојка пред самата жена да го напипа и со тоа би го продолжила незиниот живот. Така, значи сепак служи за рана детекција. Како секундарна превенција за рана детекција и би го продолжила животот, се разбира и со соодветна терапија од колегите онколози. Советувате ли редовно да се прави само преглед на дојките? Дали е тоа скрининг и докажано ли е, има ли бенефит? Тоа не е скрининг, тоа е грижа за сопственото тело, знаете. А секоја девојка, секоја жена после 20-та година треба да прави само преглед дома. Сега знаете, со интернет е лесно да се најде едно мало видеоклипче како би се правил тој само преглед. Прво и основно треба жената да си го научи сопственото тело и својата дојка, за да може да кога ги прави тие месечни само прегледи, се прави помесечниот циклус, кога дојката е најлесна за преглед, да увиди 4 промени кои нам ни се битни. Грудка, црвенило или оток, дали има некој секрет, дали тече нешто од дојката и дали се вовлекува, најподлиот знак, дали се вовлекува кон внатре брадавката или дел од кожата. Не значи дека е се карцином, меѓутоа секоја нова промена е причина да закаже преглед. И сега, како се закажува преглед, нели би требало да објасниме на жените. Скрининг програми се почнати од многу одамна да се организираат во нашата држава, за жал со многу прекини, со некој континуитет што би требало да има, промена на министри, промена на средства и така натака. Овој состав на оваа комисија, која е советодавно тело на министерот, работи 2 години, што значи дека скрининг програмата е обновена после неколку години на нефункционирање, делумно ради неодвоени средства или плани програма на тој министер, делумно ради ковидот. И ние сега повикуваме жени за скрининг програма или се повикува случајно од мој термин или се пријавува сама. Која е најбитната промена? Знаете, сите ние сме свесни дека здравството ни е болно, тешко и хронично болно. Ни случајно не сум тука да ви кажам дека е се идеално. Меѓутоа запознав пред неколку дена еден млад човек кој на сите нас ни треба мотив, кој ми даде еден мотив да продолжиме понатаму, кој беше не само оптимист, меѓутоа и одлучен да нешто направи. Он работи во кабинетот на министерот, не многу постар од мојот син, меѓутоа решивме да ги најдеме проблемите, каде се проблемите и да нудиме решение. Еве го нудиме решението. Првото решение што го направивме пред 2 години е поделба на навидум здрави жени кои одат во скрининг програма и жени кои се или оперирани веќе од рак на дојка или имаат нови симптоми. Значи здрава жена не може да го оптерети мој термин. Здрава жена оди во скрининг програма. Пациентите, жените што имаат клиничка слика, значи грудка или било која промена или жена оперирана, оди во мој термин како пациент. Кога зборуваме за скрининг на здрави жени, кои што треба да направат контролен преглед за случајно да нема никаква промена на дојката, на која возраст треба да бидат за да бидат опфатени со оваа програма за скрининг? Така. Пред неколку години почнавме на возраст од 50 години, како што и се некои насоки на некои европски земји. Да напоменам, нема земји каде што не се работи национална скрининг програма. Ние сме меѓу последните што се обидуваме да поставиме една добра база за да кога мора да ги следиме упатствата на Европска унија, кога е тоа време ќе дојде да бидеме спремни.
Потоа ги намаливме на 45, бидејќи имавме податоци дека карциномот се јавува на нешто помала возраст, а сега ја ги повикуваме жените на 40 години, особено тие што имаат мајка со карцином на дојка. Кои што имаат во семејството некој близок член со ваква болест. Точно така. Значи од 40 години до 69. Но има жени со ризик на рак на дојка кои што сакаат и порано да направат ваков преглед. Што е со оние жени што не се опфатени со оваа скрининг програма, а имаат реално никаде во светот не се опфатени жени што немаат никакви проблеми здравствени, нели? Опатени се во скрининг програмите. Јас разбирам и треба да се прегледуваат жените, меѓутоа малку терминологијата е сместена кај нас последните години. Сакам чисто превентивно, имаме национална програма и се обидуваме да го воспоставиме мој термин во тоа што треба да биде спојка помеѓу пациентот и докторот. Жена треба да прави само преглед. Жена која се грижи за себе треба да прави само преглед. Прегледите се дефинирани во патеките и протоколите кои ги напишавме и ги објавивме на страницата на Министерство. И таму вели дека ако нема ништо на 40 почнува својата прва мамографија. Така, но некои има кои што ќе направат генетско тестирање, ќе најдат мутации на одредени гени и сакаат да закажат мамографски преглед. Што со тие жени? Така. Не е мал бројот кои што имаат некаква генетска позадина. Прво, би имало некоја посебна причина зошто би правиле генетско испитување. Тоа се скапи и тешки. Ако правиме, сите ние имаме генетски мутации на некое заболување. Јас сакам генетика. Нели, меѓутоа треба да се внимава. Верувајте ми и ние, јас и вие да седнеме да направиме, носиме некоја мутација. Дали тоа значи дека треба почнеме со операции, со прегледи на 5 години, на 10, на 20? Затоа се овие скрининг програми каде што статистички најголем број на жени имаат рак на дојка после 45-та година. Доколку се прави генетско испитување, зошто би се правило? Тоа е првата причина. Прави генетско испитување пациентката што има рак на дојка, бидејќи од тоа зависи незината терапија. И од тоа би зависело членовите на незиното семејство како би ги ние прегледувале. Оваа година програмата е дефинирана 40 до 69. Размислуваме за понатаму, но прво треба да видиме до каде сме, да направиме нешто што се нарекува персонализиран скрининг. Значи, жените што имаат мајка или сестра, ги прегледуваме на 35 години и ќе бидат ставени во патеките следната година. Или жени што имаат, извинете ве прекинам, оперирано бенигни промени. Нели, и тие се здрави жени, меѓутоа веќе биле на еден оперативен третман и би требало да влезат во патеката. Жените што се опатени со возрастната категорија за скрининг, ќе добијат ли покана или пак треба лично да се најават? Еве веќе споминавте на почетокот, но уште еднаш да се разјасни. Така, нели ги поделивме жените во две групи, највидум здрави жени. Мој термин испраќа покани во зависност од дали жената правила 2 години мамографија, значи треба на 2 години од последната мамографија и на одредена возраст. Замоливме да се повикат прво помладите, нели секогаш ги сакаме повеќе помладите затоа што ќе добијат многу подолг век на работење, на живење и со своето семејство и со себе си. Потоа друг начин на пријавување е на веб страницата screeningzdravstvo.gov.mk, каде што пополнува апликација, добива SMS порака каде и во која установа ќе се направи мамографскиот скрининг. Тоа што исто така сакам да потенцирам е дека за да улесниме на жените првенствено, но и на матичните лекари, кога ќе влезе жената во скрининг програма, самиот радиолог креира упати за се што треба. Дали треба ехо, дали треба биопсија. Да напоменам, не секоја жена што е повикана на преглед има карцином на дојка, можеби има циста. Ние немаме увид во претходни мамографии, можеби само сакаме да ја запознаеме со проблемот рак на дојка. Така да може да се пријави на screeningzdravstvo.gov.mk или може да биде повикана. Тука би сакала да напоменам нешто. Здравствениот систем има три основни чинители. Политичарите, нели, креаторите на здравствена политика, здравствените работници и самите осигуреници, самите пациенти, самите жени. Сите ние сме должни да учествуваме и да го унапредуваме здравствениот систем. Зошто ова го кажувам? Од повиканите жени за скрининг програма, кои не откажале, 50% не доаѓаат. Значи одзивот е само 50%. Тоа го имате во мој термин, може да ги добиете, секој може да ги добиете званични податоци, дека за жал од 100% поканите жени, 50% не доаѓаат и не го откажуваат терминот. Нели? Од жените во кабинет за дојка, каде што има и жени со опериран карцином на дојка, 20% не доаѓаат на закажан термин, дури не го откажуваат. Точно така. Се знаете, тука има два проблеми. Прво, ние чекаме пациенти во амбуланта, нели, затоа сме таму. Второ, има жени што не може да стигнат до термин. Тука јас би апелирала прво до матичните доктори,
Значи, кога ја направивме патеката е направена со различни темплети за различна проблематика. И таму вели, жена со клиничка слика, палпабилна грудка. Така, напипала некаква грудка. Веднаш треба да се направи мамографија. Во рокот 2 недели матичниот ја праќа во кабинет за дојка. И ние потоа правиме се што треба во тој кабинет. Но жените се жалат дека не може да го добијат тој термин и не може да се прегледаат. Не може да добијат од неколку причини. Прво, затоа што не одат во скрининг. Второ, затоа што за жал, година дена работиме кабинет за дојка за жени со клиничка слика, ниту една жена во кабинетот каде што јас работам на Институтот за радиологија, 2 колешки работиме, не е дојдена со вистинска грудка на дојка. Туку се лажни симптоми. Лажат матичните, лажат пациентите за да стигнат до преглед. Не е проблем. Проблемот е што таа што стварно има грудка, нема да може да добие термин бидејќи се зафатени од лажните симптоми. Тоа јас не го разбирам. Не знам зашто се случува, би сакала да се казнува, немаме таков механизам се уште, тогаш треба да оставиме на совеста и свеста на пациентите и матичните доктори. Ова е последен месец кога го оставаме на свеста и совеста на матичните. Од следната година ќе мора да има некое подсетување дека ако не можете да дојдете, откажете го, презакажете го прегледот. За да може тој што вистински има проблем да дојде. И ве молам, не давајте лажни податоци во системот, не си правите себе си услуга. Некогаш можеби вие ќе бидете таа жена што има вистински симптом, а од лажните симптоми не можете да дојдете до термин. Да, има жени кои што не може да дојдат до термин, а напипале грудка и понекогаш лекарите веднаш ги праќаат на биопсија бидејќи нема термин за мамографија, не секој има финансиски средства да си дозволи кога веќе сме кај приватно и државно здравство. Секој од нас има право да се лекува во приватно здравство. И јас се лекувам понекогаш во приватно здравство. Но исто така секој од нас има право да добие здравствена нега во државниот здравствен систем бидејќи плаќаме здравствено осигурување. Уште еден феномен што јас не секогаш го разбирам. Откако ќе направите мамографија, добивате резултат во рок од 2 недели. Ако нешто треба да се направи, ве повикуваме, ние креираме упат за ехо и биопсија и ја правиме тоа ехо преглед и таа биопсија. Ако ви кажам дека половина од жените не доаѓаат на ехо и на биопсија, бидејќи многу се уплашили и одат во приватните установи. Веднаш прават, не може да чекаат 2 недели. Чекањето. Јас би сакала да потенцирам. Видите, едукација на население е основно во еден здравствен систем. Сите се плашиме, знаете зошто? Јас имам баба, тетка и братучка со рак на дојка, имам керка, прекрасна која сигурно 80% поред сите статистики ќе има рак на дојка. Сите ние се плашиме, меѓутоа реален страв треба да биде. Не треба да е страв, треба да е внимание, треба да е грижа за своето тело, треба да се следат насоките на докторите. Ако јас ви закажам биопсија денеска за 7 дена, дали е тоа чекање? Каде ќе закажете биопсија во било која друга земја за 7 дена? И сега знаете како? Одлично, нека ја направи, битно е да оди на преглед, но проблем ни е да ја вратиме во системот бидејќи веќе имаме други жени кои сме ги закажале. Ова е комплексно прашање, нема денеска ние да го решиме. Јас сакам да објаснувам, сакам да зборувам, ние отворивме и телефонски линии за објаснување, имаме мејл адреса за објаснување, мој термин е секогаш тука за објаснување. Сакам да ги замолам жените. Кога ќе ми речат не функционира, паушални изјави и чекајќи некој друг да ни го реши животот. Не го разбирам. Еве тука сме ние, тука е едно министерство, млади прекрасни луѓе, тука сме ние, радиолози, сакаме да оставиме нешто за младите радиолози. Ве уверувам дека доколку жената ги следи нашите насоки во рокот 1 месец ќе стигне до торакален хирург, бидејќи ние упатуваме и кон торакалниот хирург. Инаку, согласно Светска здравствена организација, од мамографија до упатување 60 дена поминуваат. Кај нас се 30 дена. Обично кога ќе се добие таква дијагноза, сите сакаат веднаш да се заврши, но очигледно има некои чекори кои што треба. Понекогаш побрзо ќе завршат, верувале или не, побрзо ќе завршат во државно здравство во скрининг програмата. Така. Доколку ги следат нашите насоки и нашето упатување. Ќе ги вклучиме гледачите, од овој момент почитувани емисијата е контактна. Докторке, дали мамографијата е секогаш златен стандард кога станува збор за скрининг на рак на дојка? Има ли ситуации кога ехо прегледот можеби е посоодветен од мамографскиот? Секој метод во радиологијата има своја диагностичка вредност. Ехото ни кажува едни податоци, мамографијата други, магнетна дојка трети. Но се разбира дека останува како златен стандард со најголема точност мамографијата. Значи со мамографија може во 93% да кажеме дека овде нема карцином на дојка. Дали сите карциноми ги наоѓаме? Никој не ги наоѓа сите карциноми. Жени кои се со така наречена густа дојка исто така ќе бидат опфатени во следната патека за следната година, каде што ќе ги гледаме малку почесто, бидејќи густата дојка со многу жлезни открива
а ние мал предизвик и тие треба да бидат прегледани и почесто. Жени со семејна анамнеза исто така. Меѓутоа мамографијата останува златен стандард. Не може и не прифаќам да се рипне мамографија, се премагне. Да се рипне ехо. Ехото е метод на преглед кој се прави кога има позитивна клиничка слика или веднаш по мамографијата, не на слепо. Со ехото само ќе излажеме пациентката дека нема ништо. Бидејќи многу жени некако бираат ехото да биде првиот преглед. После ќе прочитат на интернет некои статистики кои што велат дека е веродостоен и точен и тој преглед. Да, доколку имате палпабилна грудка и ciljano е ставаме сондата на тоа место. И многу зависи од составот на дојката. Знаете, јас како лекар не сум среќна кога имам само ехо преглед. Немам верба дека сум дала точна дијагноза. Со мамографијата да. Ке ги вклучиме гледачите. Првото прашање во денешната Телма амбуланта од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, јас имам родител, мајка ми почината од рак на дојка. Така. Сестра ми, само што дознавме дека и таа има. Прави се генетски испитување, јас сум негативна. Сестра ми е прилично млада. Јас сум помлада од неа 2 години. Дали треба да правам мамографија? Немам 40 години. На која возраста? 38. 38 години. Прашањето ви е дали треба да направите мамографија? Мамографија, ехо правев чисто. Добро. Ехото е чисто. Меѓутоа дојам, дали треба да прекинам со доење за да направам мамографија? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктор. Одлични прашања. Одлични прашања. Како прво, кога правиме генетско испитување, и да не сме носители на мутација, не значи дека сме заштитени од другите мутации на рак на дојка. Или обратно, ако сме носители, не значи дека ќе има карцином или тој тип на карцином како што има мајката. Во однос на жената што се јави. Доколку мајката била помлада од 40 кога се оперирала, ќерката треба да почне 10 години порано. Разбирате, значи зависи која возраст е била мајката кога се оперирала. Дали смета да се прави мамографија кога се дој? Не смета воопшто, бидејќи само тој ден нема да го дој детето, но не препорачуваме бидејќи дојката е различна во фазата на доење. Значи имате проширени канали, имате млечни канали полни со млеко. Јас би препорачала на пациентката да кога ќе прекине доење, веднаш се јави и да направи една мамографија, за да го видиме составот на нејзината дојка, да ја испрашаме кога мајката била оперирана, кога сестрата била оперирана, за да знаеме што понатаму да правиме. Значи да си го заврши доењето, да ужива во своето дете, нема потреба да брза на дојката и треба неколку месеци да се врати во својата нормална состава по доење, а секогаш може да се јави на Институт за радиологија, ова да го објасниме и во живо. Докторке, а дали доењето е фактор кој што го намалува ризикот за појава на рак на дојка? Велат колку подолго дои мајката, толку е позаштитена од рак на дојка. За жал не. Да, доењето е секогаш добро, бидејќи основна функција на дојката е да ствара млеко и да дои дете. И секогаш велиме дека жени што не доеле се во малку поголем ризик, но вистината е дека секоја жена е во ризик, нема некоја што е повеќе или помалку. Секоја 8 жена во светот има рак на дојка. И жени што доеле 5 деца за жал имаат рак на дојка, и жени што никош не доеле па нема да добијат рак на дојка. Затоа се битни овие национални програми, затоа се битни информациите до жените, дека никој од нас не е заштитен. Некој од нас е во поголем ризик и затоа ќе ги правиме новите протоколи. Колку мали промени може мамографијата да детектира кога станува збор за карцином на дојка? Карциномите кои се најмали се најстрашни. Нели велиме, мал мене е во ред. Малите интензивни, брзо растечки карциноми се посериозни од големите карциноми кои 2 години се развивале. Мамографијата не само што наоѓа карциноми кои се 5 мм и кои ги ние биопсираме, туку мамографијата дава индиректни знаци дека нешто постои, тоа се калцификатите, малигните калцификати, тоа е дисторзијата, некоја асиметрија во дојките, или тоа е парен органи, можеме да споредиме една дојка со друга. Така да мамографијата не наоѓа само карцином кога е топче или кога е палпабилно. Кои микрокалцификати? Микрокалцификати, плеоморфни, малигни калцификати се прв знак дека нешто се случува во дојката. Ке вклучим уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Вака сега, по врска со темава ваша, јас сум еве трет пат веќе оперирана на левата дојка. Прв пат се оперирав на 20 години, тоа беше фиброаденом. Втор пат се оперирав пред 2,5 години, исто фиброаденом, бенигно. Трет пат се оперирав пред 2 недели. Резултатот испадна фиброцистична мастопатија со компонента на склерозантна аденоза. Значи, на секој 6 месеци редовно одам на ехо. Имам 38 години, до сега немам правена мамографија. Исто ми е кажано дека имам густи дојки,
дали треба да направам мамографија и кога да ја направам со оглед на тоа што сум пред 2 недели оперирана. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Одлични прашања. Одлични прашања, повелете. Јас би сакала да напоменам дека во еден убав свет хирурзите не би оперирале без мамографија. И не би оперирале без биопсија. Нели? Кај пациентката е направена операција без мамографија, е направена можеби биопсија пред тоа. Меѓутоа, мамографијата не служи само кога ќе најдеме една промена и да речеме одлично да оперираме таа промена. Може има други. Карциномот е мултифокален или билатерален во 60%. Фиброаденомите се мултифокални или билатерални многу често. Фиброаденом е бенигна промена, се оперира доколку расте измеѓу двете контроли. Контрола на 6 месеци не мислам дека треба да се прави, бидејќи за 6 месеци нема ништо посебно да се случи. Тоа што треба пациентката да прави е да си прави месечен самопреглед, редовни контроли и кога ќе поминат минимум 3 месеци по операција за да таа рана зарасне, да се јави за мамографија. Така, за мамографија, веќе споминавте дека тоа е многу важен преглед. Кога се прави скрининг, доколку жената добие уреден наод, за колку време треба да се повтори мамографијата? Така, ќе биде повикана за 2 години. На 2 години интервалот на мамографија во скринингот и воопшто во сите препораки интервал на 2 години се уште кај нас. Во некои развиени земји кои се многу понапред, знаете во Скандинавија од 70-те се работи скрининг. Они ги викаат помладите жени почесто, жените со семејна анамнеза почесто. Нашата тенденција е до таму, но тоа што сега е направено е нешто што се вика воспоставување и пишување на индикатори за скрининг програма. Тука би сакала да кажам на големо благодарам на целата комисија која напорно работи. Ние сме комисија советодавно тело без надомест. Работиме се ова после работно време. На 6 радиолози, Институт за епидемиологија и другите колеги вклучени. Го работиме ова со голем ентузијазам и голем напор. Институтот за епидемиологија ги стави на хартија индикаторите за скрининг програма. Што значи тоа? Имам неколку. Една од нив е во кој стадиум сме го нашли карциномот. Дали лекувањето било успешно? Дали се јавиле тој број на жени кои треба да се јават за да имат една успешна програма, тоа е 70%. Значи, ние ги следиме тие, кога ќе направиме едно резиме на крај на годината, кога ќе се прави предлог програма за следната година, ќе бидат опфатени нели анализата на индикаторите и овие потреби што ги кажаа токму денеска двете пациентки. Идеално, семејна анамнеза и веќе оперирани од бенигни промени. И беа помлади од 40 години. Помлади од 40, помлади од 40 години. Докторке, колку се точи резултатите од мамографијата? Специфичноста и сензитивноста на мамографијата е на 90%. Ако зборуваме за точност по интерпретацијата на мамографијата, тоа е нешто друго. Токму затоа овие 2 години работат 6 радиолози кои се субспецијалисти, значи доедуцирани само за радиологија на дојка во неколку центри, на Институт за радиологија, за да има една поголема точност во интерпретацијата. Исто така во скринингот, 20 радиолози ја интерпретираат таа мамографија независно еден од друг во различни простори и различни денови, за да има поголема точност во интерпретацијата. А важно ли е со каков мамограф се прави снимањето? Сега знаеме дека има навистина многу. Не верувам дека веќе се користат аналогни, но има дигитални, 3D и слично. Жените се информирани и обично посегнуваат, се одлучуваат за она што е најсовремено, но дали секогаш треба така? Има голем број на апарати. Имате држави што се поразвини, што имат помал број на апарати, па имат успешна скрининг програма. Кај нас имате голем број на апарати, веќе сите се дигитални, особено во државното здравство. И мамографијата, и маматот, и сите апарати, особено ехоапаратот, исто како мобилните телефони. Технологијата оди многу напред. Нам не треба обновување на тие апарати тековно, како што оди технологијата, како што се попрецизни и појасни сликите што ги дава тој софтвер на тој мамат. Жените често поставуваат една дилема, ќе го вклучиме гледачот, а потоа продолжуваме со разрешување на едно од најчистите прашања, дали е мамографијата штетна, но ќе дадеме предност на гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам највише за докторката да поздравам многу. Значи, таа мене ми откри дека имам рак на дојката лева. И стварно сум многу благодарна на незе. Еве, последен пат сега бев на контрола кај незе исто така, таму при крај на месецот ќе правиме мамографија. И многу ти благодарам. Значи, стварно, докторка супер е за мене. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма, што пренесовте благодарност и што го споделивте вашето искуство. Благодарам многу, имам јас и мои денови, меѓутоа во принцип си ги обожавам жените, бидејќи нели, како што кажав, сум имала во семејство, така да лесно е да се идентификувате со пациентките. Докторке, во однос на таа најчесто прашање на пациентките, дали е штетна мамографијата и може ли мамографијата да ми предизвика рак на дојка?
Знаете како? Има неколку вида на зрачење. Имате зрачење во атмосферата на која сме изложени сите ние, природното зрачење. Имате дијагностичко зрачење кое ние го користиме, и имате зрачење во онколошката терапија. Се разбира дека не треба да бидеме подлегнати под зрачна доза ако тоа нема потреба, но зрачната доза во дојката, бидејќи е надворешен орган, е минимална. Не предизвикува рак на дојка. Ни случајно, ниту притисокот, ниту зрачната доза. Белам 50 години се работи скрининг програми во целиот свет. Така. Целиот развиен свет. До сега ниту еден пациент не е докажано дека мамографијата му го ракот е генетско заболување. Ние сите носиме генетски мутации за одредени заболувања. Дали сме ние првата жена во семејство која што е првата мутација или веќе имало пред нас? Но сите ние носиме потенцијални малигни заболувања. И сега нели велиме, стресот, храната, се има некоја своја улога. Меѓутоа во суштина е генетско заболување и мамографијата ни случајно не предизвикува рак на дојка, ниту притисокот предизвикува рак на дојка. А како изгледа прегледот? Ве споминавте притисок. Болен ли е? Непријатен ли е? Ништо кај доктор не е пријатно, знаете. Самата атмосфера не е пријатна. Тоа е притисок од неколку секунди. Тоа е притисок кој мора да го има за да добиеме точност и прецизност на сликата која потоа на монитор ние гледаме. Помалку боли доколку жената која и се уште има бујање на хормони, го прави после циклус. Значи, можат жените, кај нас дозволуваме и препорачуваме на колегите исто да го прават, да се презакаже терминот, нели, сега не може. Колку време после циклусот, почетокот на менструалното? 7 до 10 ден е дојката најмирна, нели, најмалку хормони. 7 дена по почетокот на менструацијата, точно така. Исто важи за само преглед, исто важи за мамографија. Значи, во нашата установа даваме можност, и ако е соупат кој важи 7 дена, да го презакажаме. Добро. Јас разбирам, жени работат и, нели, државни и приватни работи. Јас, например, секој четврток работам и прва и втора смена за тие жени што не може да дојдат. Исто важи за скринингот. Не можете, јавите се, ќе го презакажеме друг ден. Денеска не можам, нели имам. Така, но јавете се. Јавите се, да, јавите се. Значи, споминавте дека може, не е нешто страшно, не е многу непријатен прегледот. Колку време трае снимањето? Неколку секунди. Секунди се Неколку секунди. Добро. И давате ли некакви препораки пред прегледот, да речеме, дали да се стави дали треба дезодорансот да се избегнува, некои такви. Хубави прашања. Единствено што препорачуваме да не ставате дезодоранси, бидејќи остануваат на сликата, нели ни прават лажни калтификати и така натака. Значи слободно дојдете како што сте. Нам не е битно да дојдете, не дали мирисате убаво или сте дотерани. Само да дојдете на преглед. Кога ќе дојдете за мамографија, во скрининг мамографијата добивате прашалник, пополнувате прашалник и трае неколку секунди сето тоа, да речем вкупно 15 минути од како ќе влезете во институцијата до дека не си одите дома. И резултатите за колку време би требало да се добијат? 2 до 3 недели ни е наставено во програмата дека треба да ги даваме резултатите. Дали ги даваме? Не. Мора да бидеме искрени и отворени. Не ги даваме затоа што се уште кубуриме со цедиња. Значи, ние сме единствена земја што работи со цедиња. Конечно, имаме сигнали од Министерство за здравство и влада дека ќе се набави еден национален пакс. Национален пакс е еквивалентно на мој термин, со тоа што тука се сите слики. Дали сите рентгенграфии, сите мамографии. И тогаш би било поедноставно и побрзо за нас да сликите што се од штип, веднаш ги гледаме на нашиот монитор, а да не чекаме транспорт на цедиња. Доколку има некаква сомнителна промена, веднаш се пристапува кон биопсија или пак може да се направи уште една мамографија? Нема потреба да се прави уште една мамографија, доколку на скрининг мамографијата ние нешто видиме што би сакале да го доиследиме. Се работи и ехо, понекогаш се работи само ехо, понекогаш и ехо и биопсија, понекогаш и ехо и биопсија истиот ден. Се зависи колку е сериозна мамографската слика. Дали место снимање со мамографија може да се направи снимање со магнетна резонанца? Исто така е уште една дилема што ги засега жените. Како што спомнав пред малку, секоја метода во радиологијата има своја дијагностичка вредност. Нема замена една за друга. Значи, не може да направите... Видите, еве вака. Ехото е одличен преглед да видиме циста, да видиме фиброаденом и го користиме секогаш кога правиме биопсија. Под ехо се работи таа биопсија за да точно земеме материјал. Мамографијата, ехото не гледа калцификати. Мамографијата ја користиме за рана детекција, за калцификатите. Магнетот го користиме за доиследување на некои промени што не ги гледаме на ехо, или кај многу млади жени каде што мислиме дека има некоја промена, а имаат густа дојка. Зошто магнетот е одличен метод и ќе се користи се повеќе во државно здравство, бидејќи во приватното има некоја баснословна цена. Магнетот користи контрастно средство. Тоа не е зрачење, меѓутоа користиме контрастно средство. Тоа контрастно средство и останува во телото и понатаму и прави потоа фиброза, значи тој дел од клетките не е функционален. И затоа треба да се стави на вага
која метода, за која жена, на која возраст и која добивка од таа метода ќе добиеме. Повторно ќе кажам, мамографијата е прва. Мамографијата останува златен стандард. Секогаш. Тој доктор што работи без мамографија не е соодветен радиолог, не е соодветен хирург. Така да мамографијата, а потоа може да збориме за ехо, за магнет и за биопсија. Уште еднаш да ги повикаме жените, редовно да се јавуваат во скрининг програмата, ги објаснивте патиштата по кои што може да се пријават и да очекуваме поголем одзив, бидејќи споминавте 50% од жените што се повикани не се појавуваат на скрининг прегледите. За да имаме слободни термини за така наречените болни жени, мора да ги ослободат здравите жени да одат во скрининг програма. Или да бидеме малку и солидарни кон тие што стварно имаат потреба да стигнат до радиолог. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта. Во продолжение на емисијата ќе погледнеме приказна на српската инфлуенсерка Ана Дорник, која што се соочила со рак на дојка, битка од која што излегла како победник, вели дека е хероина на сопствениот живот. Погледнете. Болестите во животот влегуваат ненајавено. Ракот на дојка е диагноза, што пред некоја година ја доби денешната гостинка. Таа се избори со болеста која и го промени животот и светогледот. Денес е мотивацијски говорник и инспирација на многу жени, не само на оние што имаат оваа онколошка болест. Во оваа емисија ќе го сподели своето искуство како диагнозата и борбата изгледале од нејзин агол. Добар ден за Ана Дорник. Добар ден и вама. Како сте, Ана? Одлично. Ана, се повеќе млади жени добиваат диагноза рак на дојка, иако немаат семејна историја за тоа. Па како беше во вашиот случај? Имавте ли некој во семејството, некој близок член на семејството што се бореше со оваа болест во минатото? И на која возраст, всушност, ви ја открија? Да, болест не бира ни uzrast, ne bira ni odakle smo, tako da sve više mladih žena dobija ovu dijagnozu sa rakom dojke. Ja u svojoj okolini zaista poznajem puno mladih žena i kod mene je rak dojke došao sa 35 godina. Ja sam u tom momentu sama sa 2 dece ostala, tako da to je jedan moment koji je zaista bio težak, primiti i prihvatiti tu dijagnozu i ostati u toj priči u nekom jednom dobrom stanju i napraviti danas, evo kroz vreme, 4 godine kasnije, ponovo iz početka sav taj nov život i stvoriti jednu novu osobu. Jer ja sam danas nova osoba. Sve te žene koje dobiju takvo jedno iskustvo su neke nove osobe. One zaista, kada dobijemo tu dijagnozu raka dojke, jednom već umremo na nogama, ja tako volim da kažem. To je zaista susret sa smrću. I onda se kao Feniks dignemo i ponovo rodimo. Sve od početka? Jes, i sve iz početka krenemo. Pravevte li prethodno redovni pregledi na dojka? Jesam. Ja sam išla na redovne preglede i to 1 put godišnje, jer moja majka je preminula od karcinoma dojke. I ja imam zaista tu genetsku predispoziciju i negde sam to i znala. Moja sestra takođe ima tih genetskih predispozicija. BRCA1 i BRCA2? Jeste BRCA1, tako je. Ja sam uradila testiranje na BRCA1 gen i ima mutaciju gena. Moja sestra bliznakinja takođe ima. I šta se dešava? Dešava se da ja odlučujem da odstranim i jajnike i jajovode, dakle da uradim obostranu adnestektomiju, jer je to najpametnije da preveniramo. Srećom, ja sam se već ostvarila u ulozi majke. Moja sestra nije za radikalnu mastektomiju poput Angelina Jolie i nije za uklanjanje jajnika, ali svest o tome da ona ima BRCA mutaciju dovodi je do toga da ona ide češće na preglede. Ona ide na kontrole na svaka 3 meseca. Ja sam išla 1 put godišnje. Da sam ovu svest imala ranije, išla bi sigurno 2 puta godišnje i vrlo verovatno da bi karcinom tumor bio uhvaćen na vreme i da ne bi se promenjao kvalitet mog života. A kokav biše tumor od koga vi ga otkrija? Pa bio je nekih 2 centimetara. Bio je on u granicama, hajmo reći, na vreme. Ja nisam napipala. Ali sam išla na ultrazvučni pregled gde mi je radiolog rekao da postoji neka promjena koja mu se ne sviđa. I nekako sam to znala da mi sleduje. Imavte intuicija da nešto nema da bide vo red? Ja sam zaista imala intuiciju da čim je rekao da mu se ne sviđa to na ultrazvuku, da je to to.
И по тоа беше направена, предпоставам, хистолошка анализа. И што ви кажа? Каков е тој карцином? Jeste. Karcinom je bio jako invazivan. Znači to je što brzo se razviva? Brzo. Ja sam uradila posle biopsiju. Agresivan. Uradila sam biopsiju. Stigo je nalaz da postoji klasifikacija, da mora da se uklanja čitava desna dojka, znači radikalna mastektomija, i da onda krenu hemoterapije. Nakon završenih terapija moglo bi doći do rekonstrukcije, što je i usledilo godinu i par meseci kasnije. Ali je trebalo živeti sa tim. Trebalo je živeti sa informacijom imate rak dojke, pa više ni to nije dovoljno, nego će vam kosa opasti, pa ni to više nije dovoljno, pa onda ćete ostati bez dojke kao simbol ženstvenosti, pa ni to više nije dovoljno, nego treba istrajavati u tom procesu lečenja 9 месеци. Така некои жени велат дека им било дури постресно кога ја загубиле косата. Da. Како се случи тоа кај вас? Веднаш се ишишавте, ви отпадна косата, носевте перика? Jako mi je stresno bio moment šišanja u potpunosti. Jedan, slobodno mogu da kažem, od stresnih momenta, podjednako kao i saznanje da imam rak dojke. Ja sam zaista imala tu emociju da neko iz mene izvlači ženu na silu. Na silu izvlači ženu. Imam taj snimak čak na mom Instagram profilu, vrlo je onako i potresan, emotivan. Tako da, ali to je individualno. Imam recimo žene koje u svom okruženju koje su lako to prihvatile. Muž ih je šišao ili su same ošišali ili su ostavile tako da i nosile su možda periku. Ja kad sam se ošišala, kao da mi je laknulo. Kao da sam bila korak bliža sebi. Sad sam i ovo završila, sad mogu lakše i brže da zavolim tu svoju bolest. I stvarno je potrebno zavoleti bolest. Kad kažem zavoleti bolest... To čudno zvuči. Čudno zvuči. Zavoleti bolest u smislu prihvatiti, zavoleti sebe kroz tu bolest. Jer ako to ne uradimo, biće nam mnogo teže. А во кој момент вас ви се случи тоа, да ја засакате болеста, да се соберете нели комплетно? И да речете, ќе почнам јас поинаку да ја гледам и болеста и мојот живот во Заvoleti bolest u smislu zavoleti ženu koja je... Себе си. Zavoleti, ali pazite, u tom momentu vi više niste ta žena. Ta neka žena je dobila bolest. Vi ste sad nova žena u ulozi borbe. Ja sam danas treća neka žena. Danas ova žena postoji jer je zavolila ove 3 žene iza. Ta žena koja je dobila bolest je bila ranjena. Bila je željna ljubavi, bila je željna pažnje, prihvatanja, da je konačno neko pruži ruku. Nije u borbi s rakom dojke rak neprijatelj, nego žena koja hoće da bude konačno voljena. Kad sam prigrlila tu ženu i videla je koliko je ranjena, nazve smo bile jače. Bile smo jače od raka. Вие имате 2 деца, споменавте дека сте мајка на 2 деца. Како изгледаше оваа болест во семејството? Требаше ли да им објасните со што се соочувате? Бараа ли децата одговори? Какви беа нивните емоции? Како таа жена се справуваше и во семејството? Ja govorim iz svog ugla, opet je to individualno, iz iskustva govorim. Jako je važno da budemo iskreni prema sebi. Opet polazimo od sebe, jer ako ne budem iskrena prema sebi, borba će mi dodatno biti teška. To znači da ja treba da saopštim svojoj deci, svojoj porodici, svojoj okolini, onako kako jeste, prilagođeno njihovom uzrastu. Ako govorim sa prijateljima, reći ću ja imam rak dojke, dobro sam, jer tako želim da budem i nemoj da me sažaljevaš, jer to je samo toksično može da bude za mene, za svaku ženu može da bude toksična, pozitivnost može da bude baš onako komplikovano. Komplikovano za nju i za prosto njenu borbu. Ali kad govorimo o deci, ja sam imala, tada je stariji sin imao 10 godina, mlađi imao 2, dakle ništa nije znao, njemu je sve to bila igra. I dobro je da je tako, jer je on mene učio kako da se ja igram. Zato kažem, zavoleti bolest. U smislu fokusirati se na šta je to dobro što nosi takvo iskustvo. U svakoj stvari mi imamo nešto dobro, samo što naša pažnja ide na ono što je loše. I mi ne vidimo ovo dobro. Jer smo fokusirani na loše i ne vidimo šta je to dobro što nam dolazi u susret. Kada obratimo pažnju na to, zaista ćemo početi da se tako i ponašamo, da imamo tu emociju snage. Stariji sin
je bio podrška. Ja sam njega gledala da ostavim u njegovom dečijem svetu, da moja bolest ne remeti njega. Da ne porasne pred vreme, da ne suzre... Tako je. Mada mislim da je on negde ipak to unutar sebe preživljavao, jer sam imala neko gostovanje na televiziji u Beogradu i emitovala se moja slika sa dugom kosom. U tom momentu, to je bio neki 7. mesec mog lečenja, kada je video fotografiju, samo je zaplakao i plakao i plakao i plakao. Nisam ga suzdržavala, samo sam ga zagrlila jer je imao pravo na to. Имao je права на такve сузе. Емоции има тука во целото семејство. Целото семејство всушност ја преживува борбата и болката на поединецот што се носи со оваа дијагноза. Вела дека животот драматично се менува кога некој ќе се соочи со ваква дијагноза и вие кажавте во вашиот пример се променивте, всушност се насочивте кон себе. А правевте ли анализа што не ви се допаѓаше во минатото? Некој велат болеста е резултат на емоциите, на некои големи стресови и слични. Имавте ли нешто такво во претходниот период што може би го потенцирате и го обвинувате како тригер за активирање на одредени гени и почеток на болеста? Mnogo toga. Pa sigurno da je mnogo toga. Potrajalo bi. Ali ukratko, taj stres, sve pripisujemo tom stresu, a to je upravo nemogućnost da rukovodimo svojim emocijama. Da sagledamo svaku situaciju iz jedne druge perspektive. Ja sam se kroz život mnogo davala drugima, trudila da razumem druge, šta će drugi da kažu, šta će da svet kaže, da li će svet biti srećan, ne shvatajući da svetu trebaju srećni ljudi. Kad vratimo sad par koraka unazad, dakle, ja sam trebala biti srećna da bi taj svet imao srećne ljude. Da ja budem dobra sebi, srećna sebi, da bi vi uživali u mom društvu, da bi moj suprug uživao u mom društvu. Uvek smo išli kontra. Mi uvek idemo kontra. Šta će drugi da kažu da bismo mi? Ne. Šta mi da bi drugima bilo bolje? To je razlika. Денес велите дека сте хероина на собствениот живот. Пишувате. Ова е вашата книга. Друга книга. Втора книга, Лузниот мед. Ви помогна ли пишувањето во овој процес? Jako. Koliko ume da bude i isceljujuće, terapeutsko, umete i ponovo ipak se ulazite u vaš život iznova i iznova. Prva knjiga je bila dosta teška da se napiše, bila je autobiografska. A druga knjiga je sada jedna psihološka podrška i prikazuje psihološki rast žene kroz ovakvo njeno iskustvo i prikazuje ženu koja postoji danas. Sa svim tim nekim novim uvidima, novim obrazcima, novim znanjima, novim emocijama. Žena koja voli sebe. Денеска работите како мотивацијски говорник. Се среќавате со жени кои што минуваат низ истата битка низ која што сте минале вие, кои што го завршиле лекувањето, но и жени кои што за среќа немаат некаков здравствен проблем. Каков е фидбекот? Divno. Divno je to što feedback je zaista predivan, zato što sve te moje tribine koje ja organizujem prvo su humanitarnog karaktera. Uvek gledam da pomognem ženama koje se leče, onkologijama, da dam svoj doprinos koji mogu, a zatim je jako lep feedback zato što ta žena koja dođe na tribinu zna da nije sama. I vidi ženu koja će postati kroz par meseci, godinu dana nakon završenog lečenja. Čak i kad je završila lečenje, ona dobije neki feedback, aha, možda mogu i ja ovako. Daj da primenim to na sebe. Tako da, biti nečija motivacija zaista prvo je inspirativno za mene samu kao govornika i uvek sam srećna kada dobijem takvu poruku putem Instagrama i uživo. Uz tebe sam progledala, uz svoju knjigu, uz tebe, uz svoj susret. Ti zagrljaj s tim ženama, to je jedna prelepa emocija. To ne bih menjala ni za što na svetu. Сметате дека жените што се лекуваат или пак кои што го завршиле лекувањето би требало да комуницираат со жени кои што минуваат низ истата ситуација? Дали е важна комуникацијата помеѓу нив? Apsolutno. Podrška. Da, apsolutno je važna podrška. Ja uvek potenciram da mi prvo pronađemo podršku unutar sebe, jer ta podrška iz okoline može biti, ne mora da znači da će biti tu. I onda, ako nije tu, mi upadamo u očekivanje zašto nije tu. To je loše za naše stanje. To je loše za ženu koja prolazi kroz priču. Dakle, podrška jeste važna, ali ajmo prvo da nađemo
taj temelj u sebi, taj stub podrške u sebi, a druženje, komunikacija, zagrljaj i naravno svi smo mi živa bića i uvek znači, ali konačno je vreme da pođemo od sebe, da se usmerimo na sebe. Така, да се сакаме себе си, тоа е многу важно, да живееме за себе. Добивате пораки од жени кои што се борат со оваа болест на вашиот, да речеме, Instagram профил? Jeste, dobijam s početka... Што обично ве прашуваат? Pa evo, baš hoću da kažem s početka kako sam ja ušla tako u ovu bolest. Najpre su me pitale kakav je moj karcinom, da li je invazivan, kog je tipa i tako dalje. Njima je fokus bio na bolesti. Kako sam ja svoju pažnju odvajala od bolesti i počela da radim na tom ličnom rastu, na psihološkom aspektu ličnom, tako sam i njima slala neku tu energiju putem Instagrama da i one to učine. I one su zajedno sa mnom pomerale svoju pažnju na neku novu ženu, na ozdravljenje. I danas su ta pitanja potpuno drugačija. Nema više pitanja kakav je, retka su pitanja kakav je vaš karcinom. Bilo je pitanja da li se plašiš da ti se bolest ne vrati? Znate šta je bio moj odgovor? Koja bolest? Koja bolest? Ako je meni pažnja na bolesti, možda mi se vrati. Ali ako meni pažnja nije na bolesti, nego na zdravoj ženi, koja bolest? Но сепак правите редовни контролни прегледи, Апсолутно. сигурно. Како одите на нив? Имате стрес или го имате тој став? Која болест? Не, јас сум здрава Одите жена. релаксирано. Јас сум здрава Значи се состојба на умот? Apsolutno, apsolutno. Ali pazite, ja podržavam žene koje imaju strah. To nije lako. Ovo je jedan proces koji je trajao i potpuno razumem ženu koja ima strah. Isto kao što žena mene pita šta smem da jedem, šta ne smem da jedem. Šta si izbacila iz ishrane, šta nisi izbacila. To je opet fokus na bolest. Šta smem, šta ne smem. Naravno, mi treba da imamo povišen stepen pažnje šta jedemo, šta ne jedemo. Ali zar to ne bi trebalo i vi da vodite računa o tome? Svako od nas bi trebao da vodi računa. Секој што се грижи за своето здравје. Svako od тоа е nas. нешто што Dakle, е дел ništa од... mene ne razlikuje drugačije od vas i od žene koja je obolala i koja se trenutno leči. Samo što mi, žena koja ne oboli, manje vodi računa sad o sebi. Hoću da kažem, žena koja ne treba da nam bude pažnja na bolesti, treba da imamo povišnu svest šta smemo, šta ne, ali da ne robujemo tome. Така и денешната емисија да ја заокружиме со тоа дека треба да се сакаме себе си, но треба да се прават и редовни контролни прегледи, скрининзи. To sam htjela da kažem, бидејќи da. карциномот доколку се детектира во раната фаза може да се излегува. Apsolutno. Dakle, da ja idem na preventivne preglede, odnosno na kontrolne preglede. Lično, kažem, nemam taj strah jer sam ja taj svoj mindset tako postavila. Moment koji mi recimo moment nije prijetan, izvinjavam se samo kratko, to je kada hoću nešto da uradim, ali me lekar podsjeti to ne biste smeli jer to i to može biti loše po vas. I onda prosto savjet lekara ja treba da ispoštujem i da razumem i to me vrati na moju dijagnozu. To me jedino vrati na moju dijagnozu da sam odabrana, da sam izabrana. Recimo, ne znam, ne smem u teretani da radim neke vežbe zbog toga što sam imala radikalnu mastektomiju zbog desne ruke i to je nešto protiv čega ja ne idem. Ja to moram da razumem i da ispoštujem, ali to je moment koji me vrati. Ja sam ipak žena s rakom dojke. Така, секогаш има по нешто што може би на моменти ќе ве врати. И што сакав да ве прашам во однос на реконструкцијата на дојките, сигурно тоа е често прашање на жените кои што минале низ хируршки третман кај оваа болест. Колку време по завршувањето на третманот одлучивте да направите реконструкција? To pitanje je bilo postavljeno na tribini i individualno je jako. U zavisnosti od opet pristupa lekara pacijentu, same dijagnoze. Ja sam to uradila nakon završenog lečenja i prošle 1.5 godina. Kod nekih žena se odmah uradi se ili poštodna operacija ili se odmah uradi rekonstrukcija u samom aktu pre nego što će lečenje da počne, ali kažem individualno. Така, индивидуално кај вас беше направено отпосле. Jeste, posle 1.5 godina, to je bio moment, trebalo je i tu ženu zavoleti. Значи тоа не е лесно. И тој чекор е комплексен. Da. Sve te žene trebalo je zavoleti. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што споделивте вашата приказна. Верувам дека ќе им биде од корист на многу жени и секако инспирација. Hvala puno vama. Почитувани, продолжуваме понатаму.
Скрининг програмата е најдобар начин за рано детектирање, за рано откривање на ракот на дојката. Затоа не ги пропуштете превентивните прегледи. Ви посакувам пријатен ден и добро здравје.